Civil Media. Long, odnosno mnogo zadocne. Кога во светот гледаме движења кои се нарекуваат себе си постфеминистички, ние уште зборуваме за женски права. Јас не верувам дека ние можеме да зборуваме за тоа како повеќе мажи да ги донесеме во сферата на борба за родова еднаквост. Преферирам да употребувам израз родова еднаквост. Додека не зборуваме за тоа како да донесеме што е можно повеќе жени во борбата за родова еднаквост. Односно, да ја урнеме границата меѓу родовите и на тој начин да им пристапиме на човечките битија кои се освестени и кои човековите права и слободи ги гледаат во нивното единство, како впрочем и универзалната декларација за човекови права што налага дека сите човекови права се во единство, тие се неделиви, тие не можат да бидат почитувани во еден дел, а во друг дел да не бидат. Или пак, ако е во прашање центар на моќ, било кој може да каже, овие права ти ги давам, овие права не ти ги давам, а овие права ти ги давам тогаш кога мене ми се свиѓа. Значи, прашањето не би требало да биде како да дојдеме до таа ситуација да донесеме што е можно повеќе мажи, туку да биде колку можеме и како можеме да ги донесеме сите луѓе кои може да бидат едуцирани и свесни и активни граѓанки и граѓани, кои ќе се вклучат во борбата за родова еднаквост како неделив сегмент од тоа што представува заложбата за човекови права и слободи. Впрочем, ќе кажам нешто што е многу често повторувано од моите другарки феминистки, кои велат дека жените се одеднакво агресивен носител на машката доминација над жените. И тука мораме да работиме. И токму тука може би е улогата, ако веќе го следиме контекстот на вашите прашања, токму тука треба да најдеме начин тоа да го пресликаме во двата, еве да кажеме, антагонизирани пола, условно кажем, се разбира. И таму да се обидеме да најдеме начин да интервенираме. Тука би заокружил за момент оваа мисла и би кажал еден цитат од Маргарет Мид, американска писателка и феминистка, која вели не треба децата да ги учиме што да прават. Туку треба да ги научиме да мислат сами. Го парафразирав незиното мислење и веројатно токму во контекст на оваа дискусија. Значи, работата е во тоа како да ги активираме граѓанките и граѓаните, да ги охрабриме и не случајно кажат деца. Значи, уште од градинка, слушнам убави примери за тоа. Уште од градинка, уште од предградинка. Затоа што мојата ќерка научи во градинка дека розово е женска боја, а плавата е машка боја. И дека куклите се женски играчки, а камиончињата се машки играчки. Таму научи. Сега во моментот, во овој период, омилена боја е плава. Civil Media.